Надежите како да се најцврстиот двигател на општествените идеи, намери и случувања. Тие знаеле и историјата да ја испишат, добра или лоша, напредна или погубна, со период на возвишување и падови, со реални елементи кои низ времето оставиле траги од моментот. Своја историја, подкрепено од надежите за подобро утре, оставиле и жителите на селото Мраморец, кое е сместено во благиот предел на или на планина, представува постана населба од Охридската област, наречена Горна Дебрца. Викаат, после Мраморец нема ништо. Има, ама тоа би значило дека префрлате во друга наија, Кичевската или Демирхисарската, за кои наморчени искажувале мал интерес, сем можеби во времината на големите селитби. Селото Мраморец е лоцирано безмалку на географскиот покрив од Охридската област, каде се раздвојуваат течните води. Едните преку Сатеска и Црн Трим се влеваат во Јадранското море, додека вторите преку голема река Треска и Вардар се влеваат во Егејското море. Изгледа дека наморчени ја има единствената прилика за патишта во повеќе насоки, за жал еднонасочни, со немалена можност за враќање. Слично како и водите, бесконечно долго се одвиваат и го напуштаат просторот кој своевремено нудел живот, топол дом, благодет, екзистенција, среќа и многу надежи. Првото електрифицирано село во Охридскиот регион со собствена електрична централа е Мраморец. Најстарите воденици, млачар, пилане и фабрика за производство на паркет се дел од историјата на населбата од времето кога безмалку илјада жители го користеле благодетот на благите падини од Илино планина. Зборот Надеж, често спомнувам во овој запис како институција, бил постојано активен, особено после 1955 година, кога поради верувањето дека ако кинисаат по еден од еднонасочните патишта, ќе стасаат на ветеното место. Селото останува се посиромашно, најнапред по број на жители, а подоцно и со згаснување на сите капацитети кои нуделе каква таква животна екзистенција. Најнаш во кус временски период згаснува детскиот џагор во училишниот двор. Престанува да се слушаат штракалките од мраморските воденици. Генераторот за производство на струја зараѓа, исто како и машините за производство на паркет. На влезните врати од домовите надвиснаа катинари, а добар дел од нив не успеа да се задржат на собствените темели. Арно, ама, надежда е голем збор, скоро и непредвидлив. Колку зема, толку и дава. Како поинаку ќе се објасни денот на посетата на Мраморец, кога забележавме големо присуство на луѓе, кога селските јалици и ливади се престорија во место за паркирање, кога присутните разбрзаа коло посред селото, кога Мраморец, макар на еден ден, ја одживеа славата од некогашното време. Драги гледачи, овој пат екипата на телевизија Морис пристигна во крајот на овој прекрасен дебрчки крај. Се наоѓаме во селото Мраморец на 1050 метри надморска височина, на овој прекрасен крај. Нешто повеќе за историјата на ова село ќе ни раскаже господинот Гоце Василевски, кој е еден од старите жители овде. Ќе ве замолам да ни раскажете нешто за историјата на ова село. Ви благодарам на поканата. Честита да ни е славата сега што се осветуваме црквата. Јас сум Гоце Василевски, роден во село Мраморец и старите корени од памтивек ми потекнуваат од ова село. Селото Мраморец по турските пописи се водело како село Мраморче и пишува дека тука имало само 7 куќи христијани.
после го добило името Мраморец. Наводно историјата тврдит дека Мраморец го добило името некогашно наоѓалиште на мермерна руда која се копала на место мрамор на целото горе. По турски се викат мрамор и го добило името Мраморец. Мраморец екзистират и се уште се надеваме дека ќе екзистират, ако се уште само уште четворица жители стални имат. 43 година пред да биде изгорено имало 128 куќи. Просек во секоја куќа тогаш имало сигурно од 8 до 10 жители, значи во просек од 800 до 1000 жители. Миграцијата си го направила своето, почнале луѓето да се иселуваат. Иначе, во 56 година во селото Мраморец се изгради хидроцентрала, во склоп во хидроцентралата се изгради и дрвен комбинат кој што произведуваше индустријска коцка, произведуваше паркет, буков и дабов и произведуваше дрвенарија за гајбења. Тоа потпаѓаше под земјоделската задруга Гоце Делчев и вработуваше некаде околу 30 луѓе кои што работеа тука, а после работното време се екзистира и се работеа во своите имоти. Значи беше напредно село во однос на другите села. Меѓу првите во Дебарца имавме ние струја. Со миграцијата почна да се иселуваат луѓето и сега селото остана, да не речеме, пусто во некои моменти. Се враќаат викендаши, прават куќи, настојават да го повратат селото. И сега колку ќе биде тоа? Дали нешто ќе се помогне за развој на селски туризам, за било што, тоа остануваат на надлежните и на нас, што сме од овде код родниот крај, да покушаме нешто да направиме. Ево, гледате, црквата е изградена, пат имаме, телефонска линија има, вода донесува водовод, државата го донесе водоводот. Некои услови колку толку имаме. Собственикот на воденица порано имаше воденица према Турија, кој ќе одиш горе и влачарата му беше таму. После е изградена ова, негде ка 60-тите години прилика, и се уште дека работеше. Претежно и туријанци носе, зашто во Турија не постои воденица. Една порано постоела која што не функционирала, луѓето од Турија носе и тие одемалија жито и мраморчаните. После нова воденица работеше само. Викате влачара, значи Да. дарак, значи имало и што Да. обработува. Да, и пиланава е после правена и таа тогаш. Иначе во Мраморец постоеле 23 воденици кои што работеа, јас во мое време што ги затекнав, 23 воденици, од кои сега единствено е ова здраво. Тоа е. Можно е ли да се подвижи и акција за возобновување на воденицата, макар како спомен да стои? Собствениците на воденица во ние живее Струга, други од Скопје и Подмолјеве на Австралија, се уште одржаваат по нивна надлежност. Се трудат да ја задржат, па се како споменик на остане, ако продолжат да одржуваат ќе остане. Се има впечаток дека скоро е резана граѓа, Да, значи се уште работи. значи е се уште во функција. Сега се уште на вода не работи. Вода користи од изворите, нели? Изворите во јазов, ама се воденицата веќе не работи. Значи ево јазов не е изграден, на струја ќе работат сега за куваната и влачарата не работи. Можете ли да ми раскажете што поточно се случува денес? Реосветување на црквата Свети Никола. Вака, црквата Свети Никола, според старите кажувања од старите луѓе, почната била се гради 1846 година. 40 години останала дополузидана, не му дозволувале турците да се доградуваат. 1886 година е завршена црквата. Таа е осветена тогаш, а додека сега се осветуваат иконостасот кој што е цртан на зидовите внатре, се осветуваат тоа. А додека во склоп на старата на оваа црква, донезе постои малечко црквиче кое старите нашите дедовци, прадедовци вика дека го вика римско црквиче, а на влезот на едно 3 километри од овде сливово према Мраморец постои и друга црквиче Свети Никола, кој што го обнови Дончо Мицкоски, пекар беше во Вуковар и во Скопје, тоа е сега починат, важно црквичето тој го обнови и тоа екзистират како црквиче. Спомнавте дека со миграцијата многу мраморчани се иселиле, па сега селото е сведено на
минимални 4 жители, за жал. Каде најчесто се иселува Вака, Малчани? први миграцијата ги зафатила 30-тите години, претежно заминале за Јужна Америка, Аргентина и Канада, во Бугарија, во Софија, во Белград и во Романија претежно се занимавале со пекарство, пекари биле. И тие и ден денеска имат уште останато фамилии во Романија и во Бугарија и во Јужна и во Северна Америка останати таму. А додека после од 60-тите години почна да се иселуваат, иселувањето е претежно сконцентрирани се во Скопје, во Охрид, некој мал дел Струга, Кичево, Битола. Негдека во Скопје имат, по моје сознанија сега, генерацијата моја веќе имат можете изградени куќи и станови, преку 200 куќи или станови имат исклучиво кои што се од мраморец. Во мраморец, по моите сознанија, припремам некоја си монографија за мраморец, сам така и пишувам, до сега имам во списокот мој најдено 620 факултетски образовани луѓе од мраморец, меѓу кои имаме доктори на науки, имаме магистри, имаме доктори по медицина, имаме актери, Митко Апостоловски од Битола, потекло од мраморец, Валентина Божиновска е од мраморец. Од сите профили на факултетски образовани луѓе имаме, значи тоа, баре по мој сознание е тоа што луѓето што од тогаш почнале да одат, да посетуваат градови и децата не ги оставале да останат в село, со козарство се занимават или со овчарство, него ги приусмилувале на школување. И од тој аспект гледам дека стварно едно од најобразованите села е. Дали овде во селото имало школа? Во селово првим постоело училиште уште 20 година, 1920 година на минатиот век. Татко ми покојниот учел тука. Навлезов на црквава на Капиева овдека, тука јас ги памтам зидовите од старото училиште. После ослободувањето во мојата сопствена куќа, кај што татко ми живееше, во најголемата соба, било училиштето, додека се изградило ова училиште овде што се гледа на Каршија. Имаше тука училиште, ученици учија до 4-то деление и имаше двајца учители, еден прва смена, еден втора смена, заради тоа што преку 60 деца одеа на училиште. Јас посетував во Смолетка во Слатино, во моје време тие години, 60-тите години кога одев таму, некаде околу 45-50 деца одевме, што се школувавме во Слатино. Училишето последно се затвори, немат тука веќе појќе младеж, немат деца, него остана така на забод на времето.
Нашето село Мраморец е едно од најдалечените села во Горна Дебарца. Селото некогаш имало преку 128 куќи и околу 940 жители. Селото е богато со шуми и со вода. По добивањето на асфалтираниот пат во селото почнува повторно да заживува, почнуваат да се обновуваат старите куќи и се градат нови куќи. Како и секое христијанско село, така и во Мраморец, црквата Свети Никола, која датира од 1846, а изградена целосно во 1886 година, кој е единствено собиралиште на нашите жители кои потекнуваат од ова село, останува на забот на времето, се роди идеја за обновување и заштита на црковниот храм, кој се наоѓаше во лоша состојба. Но бидејќи црквата располага со црковен имот, и црковниот одбор се зафати со активности околу санација и реконструкција. Важно е да се напомене дека од Дебарско-Кичевската епархија од господин Тимотеј имаме голема поддршка во нашите намери за реконструкција и обнова на црковниот храм. Се обезбедија средства за работа и се отпочна со изградба на црковната трпезарија со кујна во 2009 година, целосно завршена. Потоа следеа градежните активности околу црквата. Во 2009 година најпрво се пристапи кон заштита од влага, комплетно внатре и надвор, се направи дренажа. Потоа следеше припрема на внатрешните зидови за соглетовање и припрема за фрескоживопис. Фрескоживописот се работеше во 2010 и 2011 година од страна на зографот Малбаши Стефан по потекло од Битола. Паралелно се работеше на оградниот зид и канализирање на речното корито со камен и се постави ограда од метална од ковано железо. Во кругот на црквата се направи фонтана на стрешница во 2010 година. Во 2011 година се презедоа градежни активности, надграда на црковната камбанарија, во висина истата беше целосно заштитена. Кон крајот на мај 2012 година се поставија подни плочки од травертин и се пристапи кон заштита на иконостасот. Во име на црковниот одбор и мое лично име, благодарност за сите учесници во реконструкцијата и обновата на црковниот храм Свети Никола, село Мраморец. На црква, Охридска архиепископија, Дебарско-Кичевска епархија, број 423, 16 септември 2012 година. Повелба во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Ние Тимотеј, митрополит Дебарско-Кичевски, денес на 16 септември, 3 септември според стариот календар 2012 година, ден недела, на празникот свештеномачник Антим, епископ Никомидиски и преподобен Теоктист, и 15-та недела по Педесетница извршиме просветување на Светиот престол од црквата посветена на Свети Николај Мирликиски во село Мраморец, Дебарца, Охридско, во годината кога Македонската православна црква прославува 45 години од возобновување на автокефалноста. Чинот на светувањето се извршува во годината кога поглавар на Македонската православна црква е негово блаженство архиепископот Охридски македонски господин Стефан, председател на Република Македонија господин Ѓорѓе Иванов, градоначелник на општина Дебарца е господин Љупчо Којчиновски, а парокиски свештеник е Душан Јордановски. Благодарение на заложбите на црковниот одбор на Свети Никола село Мраморец во состав Алексовски Миле, Ристецки Дончо и Ѓорѓиевски Ѓорѓија, во црквата е поставен нов гранитен под, завршен е фрескоживописот, чијшто автор е господин Стефан Малбашиќ од Битола, и извршена е доградба на црковната камбанарија. Митрополит Дебарско-Кичевски Тимотеј своерачно. Многаја лета, многаја лета, многаја лета.
Премудрост простом да го изслушаме Светото Евангелие. Всички ќе се чита од Светото Евангелие според Матеј. На време еден законник пристапи кон Исуса, искушувајќи го, запраша и рече: Учителе, која заповед е најголема во законот? А Исус му одговори: Возлюби го Господа својот Бог со сето свое срце и со сета своја душа и со сиот свој разум. Ова е првата и најголема заповед, а втората е слична на неа. Возлюби го својот ближен како себе си. На тие две заповеди се крепат целиот закон. Што точно денес овде се случува? Поводот е денеска осветување на црквата Свети Никола што се наоѓа во селото Мраморец. Меѓутоа, оваа црква не е сега нова црква, меѓутоа таа е постара црква, изградена 1848 година, значи. Таа сега се обновени одредени фрески така во црквата. Имаме и постари фрески нормално и сега се врши, значи, осветување на тие новите фрески. И навистина е задоволство да се дојде денеска во селото Мраморец, бидејќи ова село е едно од најголемите емиграциони жаришта во подрачјето на Дебрца. Христос, вистинскиот Бог наш, кој воскресна од мртвите по молитва на неговата пречиста мајка, по молитва на Свети Николај Великиот чудотворец и по молитва на Свети Антим, епископ и комедиски спомен денес го празнуваме, и по молитва на сите праведни богоци Јоаким и Јане, молитва на сите свети, да не помилува, да не спаси, како добар и човеколюбен. Молитва ми, святаго владики нашего Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј нас. Елате, деца, брзо те. Ајде, фајте да видам колку сте дрвари. Брзо, брзо. Не синчете. Ајде долу, наведете се. Не ги видат дрвари. Мислечете на сити парченци ќе оподелите после нас.
ова село некогаш имало околу 700 жители, меѓутоа денеска веројатно може би има и десетина жители, така што денеска е овој голем ден, свечен ден и гледам доста народ тука собран, навистина, значи селото денеска е живо, меѓутоа веројатно наредниот период сигурно дека ќе останат сепак оние жители кои што постојано живеат тука. Господине Ѓоргиевски Ѓорѓа, вие како домаќин овдека, на оваа организација денес што се случува во Мраморец, кажете ми како помина денешниот ден и колку време се организираше се тоа? Ние сме многу благодарни денес од одзивот на народот, на гостиве. Иначе работиме 4 години, од 2009 година почнаме да работиме интензивно. Се со зидање на оградата, со внатрешни работи на црквата. Живопис од 2010 почна, 2011 заврши, 2012 годинава и лани амбанаријата се рена уште еднош, исто така и трпезаријата се обнови нова. Скоро ево 4 години отрпно работевне и овој ден е за нас многу голем ден. Ево и од епархија доста ни помогнаја за тие работи да се одвиваат со согласност. Сне имале и позитивни и негативни и опоненти сне имале меѓу нас, а меѓутоа успеавме, мислам, да му докажеме на сите дека е во позитивна смисла. Му благодариме на сите што дојда и од епархија и гостите и вас. Ние сме задоволни. Друго што да речеме. Па мене ми остана само да ви се заблагодарам за тоа што не поканавте во прекрасно село, нели? И дај Боже да успеете во она што го имате замислено селото повторно да заживее во својот поранешен сјај. И други години да се гледаме и за други слави да ве поканиме. Наредна година за 2 јуни ние патронат на ова црква на овој празник, мисля посветена, и рачунаме малку повеќе гости да имаме и подобро да поминиме. Денеска, благодарение на преосветувањето на црковниот храм, си се вратија сите дома со намера да му одат почест на храмот и каде им се нивните стари живееще. Ние како црковен одбор, задачата ни беше да се понашаме како добри домаќини, да ги послужиме и угостиме, да им влееме надеж дека нивниот роден крај заживува. Благодарност за сите, благодарност на тие што не посетија на денот на преосветувањето на црковниот храм. Инаку, селото Мраморец во пишаните документи се сретнува некаде во 1583 година. Поранешната локација на ова село се наоѓа некаде подалеку, некаде источно од селово, од сегашнава локација, во местото Мрамор. Има документи кои кажуваат дека селово најнапред било преселено некаде во Демир Хисар поради некои
проблеми кои што се јавиле тука, дали тоа било напади на одредени арамиски банди или не знам што се случувало. Селото е преселено, па потоа селово се враќа, доаѓа значи во сегашнава локација овдека. Селото порано навистина било живо, се живеело доста богато, да речам, имало и електрична централа. Тука е направена и првата електрична централа. За жалост таа веќе не постои. Имаше и дрвара, тука се обработуваше дрвото, меѓутоа сега селото е така оставено. Сега селото само може да се користи вака за доаѓање на викендаши, да речам, за релаксација и за прошетка. Овдека, иако е планински дел, животот течел од давнешни времиња. Западно од селото, некаде на 3-4 километри, се наоѓа местноста Белче. Таму, во еден период, постоела населба Белче, се викала населбата, која што е поништена, дали тоа биле арами, дали биле качаци, не знам, во еден период дошле на денот на Великден во селото и на орото како што се играло, значи играле девојките од селото, се играле таму и качаците ја бендиселе една убава девојка, сакале да ја грабат. Девојката се викала Митана. Кога тие сакале да ја грабат, тогаш се нафрлиле нејзините браќа да ја одбранат девојката. Меѓутоа, арамите успеале да ја земат и ја однесли некаде во према селото Арбиново и таму ја убиле. И таму местото сега каде што таа е убиена се вика Митанин гроб. Овдека селото Белче, кај што постоело, моментално има едно црквиче, исто така посветено на Свети Никола. Значи, тоа е знак дека некогаш селото постоело, дека имало своја црква и таа црква после е пренесена веројатно во село Мраморец. Значи, светецот, Свети Никола, култот за Свети Никола овдека е доста познат и доста е ценет. Победи се православни, христијани наши, нас опротивија дарујај, и Твое сохраняј, крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоја, и благослови достояние Твое. Победи се православни, христијаном нашим, нас опротивија дарујај, и Твое сохраняј, крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, груди Твоја, и благослови достояние Твое. Победи се православни, христијаном нашим, нас опротивија дарујај, и Твое сохраняј, крестом Твоим жителство. Високо преосвещенейши владико, свјати благослови. Интересна историја има тоа село, меѓутоа тоа вака во неколку зборови не може да се каже, тоа во друга прилика. Еве да речеме во близина на село, некаде во западниот дел, се наоѓа едно место, Градиште се вика, каде што порано постоела одредена една населба.
Меѓутоа, поради се уште неоткриени археолошки локалитети во овој дел, се уште не можеме да знаеме за која населба се работи. А инаку таму постојат одредени податоци дека тогаш таму постоела населба од железното време. Се наоѓаат и артефакти кои што кажуваат за тоа време, така што животот овдека во овој дел постоел и од порано, не е само од 1583 да речеме година, меѓутоа имаме и повеќе и подалеку.
Omnici